Памтите како беше, не сам Да. не беше наивно уопште. Кршење излози со многу стресно време. Ако ги имаш луѓето околу тебе што те сакаат и те поддржуваат 1000% и ти ги поддржуваш и ги саш нив, не постои проблем што Нема не препрека, така? што не може да се надмине. Еден ден врна истура надвор дошт, си седам унатре, ручав нешто појма нема и татко ми доаѓа од нигде никаде. Влага и ваков кјути стои уместо. Викам што ти е? Нереално ми вика. Што е бе, викам нереално. Вика, надвор, вика дошт, ти тука си седнал, вика си пичи Биби Кинг, ти вика си мезиш, многу убаво ми дое. Викам така, ти одговара? Да. Па викам, ова ми е концептот. Вика, сега ти верувам, сега те сваќам што ми збориш. Лед цепелин и кебапчиња, ми викаат како ти не си нормален. Рустикана за мене, ако ме праша некој што представува, за мене представува. Кај ќе бидеме за некоја година, ќе видиме и тоа. И од кафанава не се вика шампионче, така? Само говори. Да. Умеѓу време, Трга, значи, таа кафана е првата од Да. редоследот кафани. таа е првата што нема врска сега со Така, вакво. така. Него битно ми беше дека Од кај потекнува од кај иде целата прича? целата прича, да. Добро. Негде 90-ти години на рекорд На рекорд, на да. рекорд почиња причата на моите, од кај што ја потекнувам. Так. Фактички кај што иде веќе семејниот бизнис. Пошто Тука таа ти ги кафана фаќаш. затворила тогаш и тоа е тоа. Така. Ја немам фатено. Значи, Па тоа мислам. кога сум се родил не постоело више. Али како се вика, моите од 90-ти години баш на сам рекорд кај чешмичката почињаат со бизнис. Прво Добро. било тоа салатара. Као беше тоа по старите генерации се сеќаваат. Прва салатара у тоа време, значи ова е 90, не ме фаќа за збор, прва, втора, некоја таква година е. Ту. Кај што се правеле сендвичи у салата, се правеле крем салати и такви ствари. И до нас имаше кафанче што понатака ќе биде, нели, рустикана. Што беше Кето, ствари првата. OG. Да. Да, и они се тука у тој реон, малтене, од 90 некоја година до сега, до ковид. Која беше? До пред ковид беше таа, У така? ковид више го тој таа прича веќе природно згазнуваше, али тоаш беше некако како конечна разрешница со како се вика со тој објект, али небитно. Сега како тргна од салатара? Салатара е едниот дуќан што потоа се префрлува у пилјара. Другиот дуќан, ова збориме времето пред Веро, пред Тинекс, пред 91-92 да. кој е веќе? и умеѓу време се појавува ситуација кај што тие комшиите ќе сидат, ќе си затвараат појма немам и моите веќе ја пробаме кафана и почињаат кафана. Ние имаме Ствари, они се влагаат да, односно на дека мајката си. ние имаме више рецепти за мелено месо, саглам мелено месо, значи кебапчиња, плескавици, не е купено од месара, фрли го на скара, него Така, така. и ден денеска ние по тој рецепт го правиме. Значи тој рецепт е од шампионче. Претрпел некоја модификација умеѓу време, али ние мелено месо што правиме у смисла на кебапчиња на плескавици е Си е леджитот на дедот и кафаната? легит, да. Татко ми го има нормално меѓу време тоа приспособено, направено, дотерано да биде рецептот што е денеска на рустикана за меленото месо е на татко ми. И тоа се чува као тајност? Вклучено у и волит. Стварно? Тоа е тајност, да. Нормално дека Тајност поише у смисла дека е вештина што треба се пренесе за некој да ја знае, Стварно, не дека само- е тоа некој лист, и тоа. е вештина и е рецепт. Да. Значи не е само Толкова на да, не. такво месо. И не е само Ја од и не е тепка само нема да го поголам. Нема шанси, да. Не, бе. Така. Нема теорија. Значи да земеш од разен саплајер месо ќе ти биде различно, а не па Тоа е важно. нормално дека е важно. Да, па нормално дека е важно. Значи И нема врска. Месото кој како го носи од кај ја. Значи ние ептен го имаме тој процес на работа буквално од почеток до крај in-house, све правиме in-house. Значи нема Ти имаш месара што имаме Сара што ни Само носи таму? секој ден свежо месо, секој ден правиме месо, секој ден татко ми у работилница прави кебапчиња, прави плескавици.
Тоа е И daily како? fresh, нема тоа. Да бе, тама работа, јасно. Сакам да кажам, не е, никад не е купечко, не ни носи некои готови плескавици па да ги ставиме на ке скара. пепи месарот зијам кебапи и ги фрлам на не скара и постои ти тоа. ги Снемало, продавам. снемало, не можеш да не се Аха. прави да имаш у 8 сата кога ти снема, Тоа е, снемано е. нема Тоа- кебапи Нема више. кебапи. А, Нема плескавици, нема бургери. И не Те сум. вратам ја малку тие 90-тите, дека ти таму си почна са тоа твоите, ама ти во детство на некој начин инволвиран си таму, те терале да помагаш да Не ме трчкаш, да терале правиш никад, сум нешто. трчкал за тоа што ние живеевме, јас моите уште живеат, ние живеевме карши Макдоналдс во високата зграда во центар. Аха, Точно дека тоа е 30-50 метра колку е Така, да. до овакво. И ја тука сакал некал сум пораснал у тој овакво плюс позади беше парк на технометал, зеленило, деца, играње цело време. кога почнуваш и да си малце поактивно инволвиран во А, самиот бизнис? Па ја као дете имам на помагано као summer Така да, jobs, на тоа знаеш, мислам, као да. идеш помагаш, чистиш пепелјари, миеш чаши, идеш у Чиракување. набавка, со тоа Чепана тоа ти за помагаш. заслужиш. Да, Чиракување, буквално, бе, како чиракување, викаме, да. буквално. Активно да као се вика под наводници да држам смена почнав више на факултет кога доев. У ја на чиракувањето мислев, ама ти actually си Да. да држиш смена, тоа е Ја скроз држав, друго. ја паралелно студирав и идев на работа. Тоа не беше, него Мм. замишле сати работа 8 сати, па дома седам со на свеќа учам Да, бе, да, факултет, јасно, али јасно. а, Свеќа учам. да, али па сега. Али идев по 3-4 сати на ден идев. Па Кога не, беше малце, најлабав период, идев и ја фактички факултетот си го завршив на работа. Си ги зимав книгите, си учев на работа, дури кога немав работа. Еден сам на Студираше нешто врска со ова или? Ја на економски имам завршено. Па е, Финансиски менеджмент, па е бизнис горе доле. види генерално не сум фан на веќе на формално образование Аха. as we know it. Затоа што е Да, бе. освен навиката што ти ја стекнува да работиш или да учиш, објективно знаењето што Знам ги на стекнуваш што на мислиш. факултет, И фирмата те учи како се. поготово у како се вика у оваа индустрија, овој сектор, да речеме бизнис, се многу брзо стануваат застарени. Да, да. И ти нешто што си го учел пред 2 години дека било правило од книга од 85-та година, што го Жалесно. кажал некој у 50-та, у 2023-та нема многу допирни точки. И да. али идењето на факултет, не викам дека не чини, да не ме свати некој погрешно, е друга димензија. Значи ти у таа твоја животна доба имаш обврска да правиш нешто, како што имаш обврска да напишеш домашно кога си у основно и у средно и да научиш Така, и да да. идеш на Таскови. факултет, па после идеш на работа. Значи секој сметам и ден денеска и син ми те го учам така, дека секој има своја, како се вика, секоја доба имаш своја обврска, што можеш да ја направиш, да придонесеш дома и на општеството. Значи, а не можеш ти да бидеш Спреми за следното добро, така, и следното. што не можеш ти да бидеш безделничар. Не, Да седиш и да сакаш по улици да немаш Джаболева. никаква работа. Значи ти колку и да немаш кјаро од тоа што сум го учел јас економска географија у средна школа и колку крави има образил, сум морал да сватам дека таа ми е задачата и морам да ја исполнам за да имам оценка која што ми е потребна за да се упишам на факултет. Значи све тоа е И Ланчано, самиот ланчано. тој процес е важен за кариерата. процесот е важен, информациите се небитни. Е така, да Али- знаеш дека си се зарекол, Али- овој процес трае толку труд Така е. бара, навика. See it through. Имањето на оценките, значи високите оценки на факултет и у школа и на средно, сум го сватил како окей, ова ми е моја работа. Моја работа е да го положам испитов, да Да, ги имам 5, да да. имам 5-ки, 10-ки, што и да е небитно. И небитно дали ќе ми треба мене тоа утре. Мене моментално тоа ми е работа. И таа работа ја морам да ја завршам. И Тоа е тоа. И тоа е тоа. И сметам дека тука е најголемиот кер на овакво, како се вика, образование во Добро, и сега следно, како идете вие, зимате и кафаната? Станувате, не лече пилјара пред Веро и компанија? Тоа се дешава, значи уште се дешава у 90-ти години. Веќе втора половина на 90-ти Добро. години, моите тука се веќе доста етаблирани у тој, како се вика, Рекорден нивни. рекорден юни, буквално брат. Значи имаш пилјара, имаш кафанат, кафанчето има позади тераса, ова збориме сега за време на 90-ти кај што немаш ти концепти на кафани и ресторани кои што има сега.
Значи го Има памтиш како многу беше? кафани. Кебапчилница, пластични маси, пластични столици. Како не бе, помаранџести тоа. Тачно знам. Оние Метален тањир. бели, но ние што ги Столи имаме толку. по тераси уште ден денес код дворове Да, што да, се. да, Тие да. такви беа масите и столиците порано. И тоа беше. Не, ствар, сега Скопско пудор, пиво, е. ракија, вино едно и толку немаше. Ти сега кој што имаме Чивас, концепти, Джек. па вака, па онака. Музика на радио и толку. Што дава радиото, тоа е. Тоа е тоа. И така функционираше тоа свет, тој цел концепт така. до 2001. Таа се викаше Рустикана Не. или друго име? Нема врска со Рустикана, ќе стигнеме до Нема името. врска како. Аха, добро, добро. Тоа е до 2001. 2001 се дешава војната. Добро, да. Ние моите прекинуваат со бизнис, не мери секој ден рекорд. Памтите како беше? Не сам Да, да. не беше наивно уопште. Како не? Кршење излози на комши, сам многу стресно време и моите као Клjuč ставија за ставање на- temporary? клjuč ставање На со идеја неопределено. со идеја да си одиме од тука. Аха. Од тука, Македонија? Македонија. Државата, Од мислиш? Македонија, те идам Добро. тетко Германија и као А. ќе идеме у Германија да се селиме. Така беше идејата. Не испаднаа комбинациите што требаше да испаднат, се враќаме ние. Уште си трае во ова се дешава неколку месеци се А отидовте? причава. Ние ја идев секој лето таму. Значи ние идевме секако. А, окей, да, добро. Не дека беше тоа некако отидовме ние спакувани со куферите, Јасно, него јасно. отидовме да таму да се Испитате да се терен. испита да се стрелат Да. некои Така, работи. така. Пак са зимајте работи со резерва за тоа што сум имал 11-12 години тоаш, не е дека све сум знаел што се дешава околу мене. Нормално. И се враќаме у Скопје, све горе доле се смирува, пошто не ни траеше Месеци долго, беа. неколку месеци беа упрашање и моите ајде се враќаме назад, знаеш како тоа е, се враќаме и на работа. Јавување на луѓе за дуќаните преку ноќ, ако била киријата како се вика 200 марки, 1000 марки. Ај. Преку буквално колку Сега временски поише период. кошто толку. Ако сакаш, тоа е. Не сакам. 5 години моите беа у некоја си да речем ајде лимбо. Без работа, со работа, трни застани. И А ти у 2006 критични тинеџерски години, да, значи тоа што најлошо се тоа осеќа. некако не знам не ми беше у теков на причава, али мокта на семејството и заедницата дома ме направила да бидам здрав прав Да си и да не издржи. забегам по милион патишта што сум можел да забегам као тинеџер кој што си у ранливи години со ранлива ситуација. Многу лесно Сме имале можеш да сме не- пробаш дрога, сме- пари ми треба, шо да правам. Сме тоа. имале, сме немале, дома сме биле сите заедно. Сме биле секојаш тајт и ден денеска сме, Така. али за се разговарало, за сите тие потешкоти, Види, се е лесно. знаеш како е, некад, Тогаш некад, не, сам сум. И некад кога се вратиме, некад си правиме мовет и као некад тоа беше па многу подраго време, пошто Да. бевме дома, знаеш, Тие сте тоа е, кога нема Тоа е, ништо да. живот од фамилијата ти е на крајот. Тоа е и секогаш ќе ми остане тоа, мислам, тоа школа што сум го добил од тие години од моите дома и таа поддршка и љубов и за тоа луѓе што го немаат тоа, па се дешаваат Да. идат по друг пат, така да јас сум имал таа огромна среќа што Стабилно семејство, нестабилна каде ситуација. што не постои, се не де Боже, не знам што, ама не постои ситуација што е не поврзана со здравје, кај што сметам дека не може да се надмине. Затоа што Апсолутно. ако ги имаш луѓето околу тебе што те сакаат и те поддржуваат 1000%, ти ги поддржуваш и ги слаш нив, не постои проблем што Нема не препрека, така. што не може да се надмине. Така да И од тука тие се тие години кај 2006 продолжувате, како 2006 2006 готвените Вика- јадења ги чека. да, еве На ги диме. готвените, да диме готвените. 2006 мајка ми пресекува и вика 2006. 2006. Значи мајка ми пресекува и се јавува и им се јавува на луѓе што се газди на кафаната. Извини, меѓу време оние рентаат просторов го рентаат на некој друг овие на рекорд. Пилјарата више готови сме, значи не со пилјарата го земаат и да земаат други рандом, луѓе и да. ете уште си ги А работат. истите се. Истите се. А Пилјара кафа- пак. Пилјара. А кафаната? А кафаната се други газди Аха. и ја дава, не ја дава, им стоеше така просторот. Он е нов, значи. Он е нов. И мајка ми пресекува од 2006 малтене на своја рука, ја зимам кафаната. Како, зашо, што ќе преме? Ја зиеме кафаната, Ништо не. готвени јадења,
пити ќе месам, пошто мајка ми брат за домашно готвење Тата, и за сам општо за готвење, мајка ми е шеф у Рустикана. Да, знам. И све што е у Рустикана храната е од незини раце излага, така да мислам нормално. Не буквално све, Незини али рецепти. рецептите се тие. Он решава и отвараме пак дуќан. На истата локација. На истата локација, истиот дуќан, почињаме од нула, почињаме со готвени јаѓања и со пити. И мајка ми станува секоја сабајло 4, меси пити, пече, готви граф, вари ориз, не знам, таму имаше 10 јадења и тоа идеше како Тоа дома и после не, си имаше работилно, си имаше кујна, си има кујна самиот локал си има Станува кујна. 3 у 4 е таму, почиња возот, Почиња возот и рачунај сега ти сега хасалот да почнеш да си бил негде и пилјарата и врв. кафаната биле твои на истата локација. Да, било све тоа и доаѓаш во ситуација кај што почињеш не од нула, него од подрум. И си викаш денеска да имаме 1000 денари промет, супер сме. И тоа 1000 денари стига до 2000, па стига до 5, па стига до 8. Разбираш? И така тоа све си иде и почиња да го свртеме на кафана. Значи не сме Извини, више. Завртеа готвените. А и татко ти се уклучува тука Татко ми е мајка ти? уклучен од 90 години, значи он е од старт Ма уклучен. не, тука во овој Да, да, момент да. кога мајка ти Значи, ние решава со ние готвените Све јадења, правиме заедно. И Јас. они секогаш се еден со друг заедно, и ден денеска уште работат заедно. Али сакам да кажам, значи тие спремања, готвења, у тие што викаш од подрум времења, заедно. све е заедно. Што Значи, е неговата улога тука? Па ја не На мирници вајда били. Значи, он го прави месото, он прави набавки. И он знае тие работи, мислам. Па, он го прави месото, Пата човек. пат. Ден денеска Браво. он го прави месото. Браво. Ама ова е сега уготвени јадења период. Ова се готвени јадења кај што не правиме кафана класично, него правиме готвени јадења. Тоа би почнаа ние шеф, тој концепти на Си Има купиш ли готов бренд руч. некој у тоа време? Како се Modern Living. викате? си остана старото име шампион, се викаше не шампионче, него шампион се викаше Локалот, местото. и остана така. Ни немаше. првата од дедо ти? Да, али Тоа име се- мојот им беше шампион, го пребација да не е шампионче, него е шампион како беше кафана пред 2001 и дуќанот се викаше Ројал. Аха. Ова пилјарата. И кога отворивме после тоа ќе се вика Ројал. Океј, Ројал ка се вика. Небитно, значи името тотално не е небитно упричава. Они се цело време значи заедно и ден денеска и тоаш поддршката еден со друг нон-стоп, али ти викам почињаме со готвени јадења, тоа тера, ама треба да се утепаш од работа за да извадиш една Нешто. плата што се викаме. Сваѓаш многу ефтин е производот. Многу обор Маржата треба е да мала, имаш да. за да маржата е мала за да ти маржата е голема у проценти, али цените се ниски. У тоа време продававме ние 200 денари килограф сготвен. Ау. Разбираш? За ти ќе доеш Сега на 300 грама. Пазар е 300 денара. Ќе земеш 300 5 души дома ќе се со пола за килограф 200 денари. двајца се најадуваат што се вика. И ако ставиш нека кобасица со 150 денари ручек имаш. Слани на испади. Нема тоа ко се пријаде. да. И поминува време гледаме дека причава тешко иде, дека знаеш како се утепаш од работа за ич пари. И ќе свртиме пак на кафана. Пријатели, татко ми познанства низ град цел живот, значи они се тука се од Скопје се Тој круг, да. пријатели, таа генерација, да. И ќе вртиме на кафана, ќе оставиме дел од готвениве јадења да си живуркаат, као ќе ги користиме и као дел у кафанава и дел за носење. И почиња тоа. Почиња да се тркалото маца од маца да се забуткуе само. И иде тоа, јас сум више негде тука почињам тука нели на факултет тој период како му доаѓа 2006-2007 така нешто доаѓа на факултет да сум. Ова се дешава после некоја година две. Ја идев во Америка точно work and travel и првите 2 години работев во некој помал град покрај Атлантик Сити у Нью Џерси. Таа бранша? Да, работев во некој као на не сервер, работев као тоа беше као некој као да го кажам ресторан на Бордвок, као на шеталиште, оние што продаваат. Boardwalk Empire што Да, се серија. па таму е снимано. Пица over the counter, бургери ефтини. Како food trucks тип на Брат, тоа е Street ресторан, али е шалтер систем. Разбираш, Да, доаѓаш и шалт.
Ко бе, Сакаш има 2-3 масички? нема масички. Ич. Зимаш и клупи има таму, ако сакаш се А, не јаде. Ба бордвокот го користат Street од ствари. Да. Street food, да. To go, на рука, на нога. Така е, и работев кај нив и тоа све си беше окей. Третата година е 4 години на work and travel. Ми беше преако искуство, значи life changing. Тоа што ние немавме војска, мене ми беше тоа. Сам треба све. Сам си, сам учиш за себе, Се переш, се чистиш. се чистиш, планираш пари, Сметки. се пазариш таму за дневници, за сатници, но преако. Далеко се Стануваш дома, не возрастен пред не си, време. не си отидено в Грчка, па немам пари, ај ќе фатам првиот автобус ке се Да. вратам. Нема првиот автобус, картата ти е у септември. Нема. Снаоѓе се во тоа. Не сме биле ние у ситуација да идам јас и на моите да им викам пратете ми преку Western Union $2000 тука. Да, да, и Нема тоа тоа, не постои. плюс гал и Значи, пол процент. Идевме, не е са процентот, немало. Тоа е, ти ги дава, Тоа баш. тоа што кошташе колку беше $2000, ти ги дава тебе Треба ти ги ги вратиш париве и после. треба да ги вратиш за да идеш до година пак. Да. И идеш таму и тоа е тоа. И третата година ми се уваа тука од овие што посредуваа за како се вика за Што ги носат луѓето? што ги носат Трава, вакво. Пошто идев преку нив 2 години, слушај бе има у Atlantic City се отвара позиција за Hard Rock. За Hard Rock кафе у Atlantic City не е објавена на Брендот Hard Rock познатиот. да, Hard Hard Rock Rock кафе. кафе? Абе, да. Бара работници за летна Ама сезона. тоа е овакво, тие се чейн, тие имат многу А, локации. Во светот секаде, Да, сега бе, метропола праја има хайринг процес у Македонија, у Скопје праја за летни и за summer jobs. Во Hard Rock кафе таму. во Atlantic Работиш у City. Hard Rock кафе. Да. Не само за Atlantic City, за цел А за цела Америка in general? имаше вакво, имаше 10-20 локации мислам Аха. дека што бара Добро. J1 се вика таа виза. Да, Сечо знам. мислам дека ви ја збореше Да, да, да. точно вако. А на што позиција? И доаѓаме на вакво и ми се ова тие вика не го објавуваме last minute е влезен, не го објавуваме века Atlantic City, пошто си идеш 2 години у тој реон, сакаш ли да идеш у Atlantic City да Понуда работиш? Дирекс. Што Дечки се беше се од агенцијава, не од Hard Rock, од агенцијата. така така. Ми вика, да. Вика, но никој не кажувајте вика дека има. Одбрани сте четворица handpicked. Аха. Вика, идете, кога ќе дојдете на интервју, кажете за Atlantic City дека сте. Никој не знае, сите бараат Мртл Бич, Сан Франциско, Балтимор, не знам кој беа у вакво. Ти го места тендеро, значи. Да, тендерот на И доаѓам, спреш мовец со менаџериот, дојдени од вакво, едниот беше од Мртл Бич, едниот беше од Сан Франциско. И здраво, за кај си, за Atlantic City. А вика, you're the first guy who asked for Atlantic City. Викам, I know. lucky me. Да. Imagine that. Да, и збориме англискиот супер, ова, што работиш, како работиш, што учиш, како учиш, супер. Вика, имаме позиции за хост и за басбој. Па се што ја мести масата? Басбој е, да. Басер, така е се? басер, да. Е тој што му помага на келнерот, што му собира, што му чисти, пошто ова збориме за локал што се наоѓа у рамки на казино, у рамки на Тадж Махал. Значи, ова беше тоаш, сега више имаат хотел нивни. Hard Rock хотел и казино, ново направено, джам у Atlantic City, ама тоаш беше дел од Тадж Махал. И беше стварно фул цело време и не ти даваат они серверска позиција у таков локал. Али викам басер, викам типте, да, типте. Супер. А хост што е? Хостот тој што те пречекува кога влагаш на и кога врата. те сместува И те на не маско. те носи И сега на рачуне локалот каков беше што имаше 10 хоста на смена. Што зборе? 400 маси, бе. Не е 400 маси, ама они кај нив не постои тоа да почека гостин, да биде не услужен, разбираш? Врти цело време така. Значи еден носи една маса, друг чека, трет се јава на телефон, четврт нема чекање, нема да. чекање, ништо не ги интересира, нив они се платени на сат, кога нема работа ги те праќаат дома и тоа е тоа. Да скратам причава, значи јас идам у Hard Rock у Atlantic City и Hard Rock знаете што каков е концептот, рок кафана. Во Америка. Таму ти е идејата уствари. Не ми е ништо свесно. Добро, таму влечеш, мислам. Ми стои мене у глава дека ми е многу кул бургер, пиво, Джими Хендрикс. Ја дека и слушам таква музика, али не сум го споил дека можеш ти у кафана у Скопје да го правиш тоа. И се враќам јас, Стварно нема. идам четвртата година пак у Hard Rock. Кај истите луѓе ме викаат они лично да се вратам назад на работа, пошто Басер па? пак басер не ни имаше разговор за вакво. Супер ми беше, се заработуваат тон пари. Мислам за тоа време, за таа неодговорна работа, тон пари. На типс. Све е на типс. Да, некои пребедни плати даваат, ама од типсот знаат дека ќе Пребедни плати даваат за американците, ама Да, добро, јасно. ама ние тука
Дали се е најдеш- била? Ако си чуваш, ако си собираш, Не се чуваш и собираш, него капираш дека ако не го пријавиш типсот, стейт минимумот од 3.25 се качува на 7.25 на 7.50 пошто не не добиваш тип Комбавци. и добиваш фактички fully hourly rate. Што у тоа време беше 7. 7.50 беше во Да, Нью Џерси, 11. небитно, да, и плюс типот си го зимаш непријавен, не Да, плаќаш да, ништо на да. вакво. Summer job си, нема што ќе ми да IRS ќе ме праша. Реално. Така да, супер си поминував ја во Америка, работев само тие 40 сати неделно, не зборам за времето кога работев во Hard Rock, претходно по 120. Не да. 3 смени, значи тоа не битно. И се враќам ја во Скопје, више идам, Концепција во глава. завршам со факултет. Луѓе што не ме познаваат и ме чудно ова, али јас сум студент со висок просек и све слично такво. Не, Зашто да личи имаш- дека Не би дека требало. па дека сум цело време нели со локал, со ова, со наискочен у град и што и да, и ме е чудно кога ќе им кажам дека сум Добро, бубалица. малце да те запознае некој, знае дека си Да. одговорно И- човече, дека не е баш. И се враќам јас и моите што ќе правиме со тебе. Факултетот во А заврши. by the way, кафанава си врви си тера. Фана да се терам. Што На ќе правиме кој со ниво тебе? Тука сме уште. Значи се станува кафана и се движи со природно бавно темпо, како да кажам. Не напредува брзо, Slow. али си има Uphill. нагорна траекторија, пошто квалитетот е тој, храната е таа, меѓутоа немаш оној added value, Така. што те разликува од другата кафана Аха. поделе. И што ќе правиме? Ти идеш на факултет, завршиш со факултет, сега треба да почнеш да работиш банка, оно, кам Тоа ли е природно? Као да ви кажам, викам ја у банка да работам и да ми бараат извод за 2 денари пензионери, стварно не се гледам себе си у таква обкружување. Викам ја сакам бизнисот да го наследам. Да влезам уствари у бизнисот. Ја работам преку година Во у бизнисот. бизнисот, ама не е тоа како се вика, немам, Не ти е full time. да, не ми е full time и немам многу, Не сум Сей, како да фокусирана кажам. нака, да, немаш се. да. И Секунда, извини. ајде. Кога го кажуваш тоа, го кажуваш на мајка ти татко. Да, Во тој момент кога го кажуваш, сакам да го наследам или сакам да се инволвирам повеќе. сам да се инволвирам беше Сакам да се поише. инволвирам да. повеќе. Што предпоставувам ти веќе имаш конкретна замисла и во каква форма тоа би изгледало, во каква улога, во која одговорност Имав идеи, и на што личеше тоа во тој момент. Ти на нив кој им кажуваш сакам да влезам. Мајка ми, ако Што они сваќаат, чекај, што сакаш сега да правиш? Мајка ми, ако се сеќавам добро, може да ми е само проекција. Мислам дека се заплакав од му секунда. Нема шанси ми вика ти да работиш пак по 15 сати. Ова е Аха. крвав бизнис, пошто кој не работил у гостителство, Не знае. значи А као неќе да те нема подложи на шанси. такво нешто. Нема шанси. И викам, јас сум Демек најди си полнолетен. нешто по Јас сум полнолетен и јас одлучувам, ова го имам мислене, го одлучувам, имам искуство од Америка, имам некои идеи, имам некое признање. Ти си луд, ама што Ти сакаш си како џабе ли си учел факул? како некоја менаџерска улога да превземеш? и јас сакам да го земам тој day-to-day operations, у смисла на така, креирање на operations. концепт. Јасно. Не бев јас тогаш прелуд за, како се вика, лудо заљубен у водење книги, плаќање фактури Да, и ама тоа е дел од прање operations. набавки, Органски. али бев поише оној менаџерски дел што беше медот у Скопје на времето кога беа ваква, доаѓаш ти организираш, викаш луѓе се собираат, јадат, пијат и ти си идеш Битно во среќен тој задоволен. момент ти ја имаш таа Ја амбиција. имам углата дека ова може да функционира на многу подруго ниво него што функционира сега во моментов. И уште не ми е созреано ово со музикава, али почињаа да ми доаѓаат другари, више имам 22 години, кај што веќе почињаме да искачаме по кафани, помина времето со кафичите, помина времето со пиење на клупа. 22-3 години горе-доле подвработени повеќето, знаеш, подруго е малце. Ние 2014 или 15 од баскет направивме преку Бето, мислам. Могуче. Ако се сеќавам на рекорд пред новогодишно кафана или летна некоја беше. Могуче. Ајде кафана Летна од bila баскет да правиме. Да, лето беше. И направивме таму баш. Ја не те ни познав тоаш. Бето вика, другар ми е овој рустикана што ја држи. И така буквално другари од ово до не.
И моја- Рустикана е од тогаш, од 2014. 2006 е Рустикан, 2008-10 почиње као Рустикана. Што само Рустикана. Што е причала? Таа е првата. Со Рустикана Океј. ние идеме у Минхен нели често, кај тетка ми, Да. Германија, и идеме на вечера у еден локал што се вика Рустикана. Најдобри ребра што ги имам пробано у живот. 15-16 Виена, не? Локал од 23-25 седишта, пит огромен за печење ребра, усред локал, Само шанку тоа се средина у коцка, само ребра, компир, онаков огромен со нека павлака, некој кајмак и бифтеци. Ништо друго нема. Онаков Texas стайл. Значи, текстот става ма као миниатурно. Да. Резервација унапред, Не. треба да се јавиш 10 живота. дена, 2 недели, појма немам нешто. Таков стекхаус. Ја, Америка е. Драма. Ау. Драма. Нема. Скроз знам и му верувам дека тоа е најболи ребро во живот. Нема. Најбоља ребра у живот. Nothing comes И- close. Знаеш, Ројал не ми се свига Кој име? као име и викам Плюс ај. Роял Бургер отвори. Не, тоа обрка Чекај, исто мајка ти си стои бе, да. Ама не е договорено, она те прифа, окей, тоа сакаш, тоа е. Готово више. Превземи. Прифаќа, добро. И умеѓу време моите го прават било Ројал и си го убацуваат сами Рустикана. И тоа е Ројал Рустикана, и тоа звучи Бетер. нонсенс никаков. Значи, и почнеме да доаѓам на овие што да ви кажам смена, си држам ово она и сега кога нема никој, пошто беше пак пуштено тоа музика на радио или Оливер Драгоевич или нешто такво, по-неутрално, никад не е било она Шабанарија. шабанарија, али по-неутрална некоја Океј. музика што е прифатлива. И ја ќе си пуштам блуз, ќе си пуштам Stones. Не, AC/DC беа тоа што ќе ми беа страв за ако влезе некој. И ќе си пуштам Stones, ќе пуштам Beatles, ќе пуштам така нешто Аха, помеки, добро. по прифатливо и за вакво и еден ден врна истора надвор дошт, ја седам унатре, дали не знам, ручав нешто појма немам и татко ми доаѓа од нигде никаде и вика влага и ваков кјути стои умесно. Викам што ти е бе? Нереално ми вика. Што е бе, викам нереално. Вика надвор вика дошт, ти тука си седнал, вика си пичи Биби Кинг, ти вика си мезиш, многу убаво ми дое. Викам така? Ти одговара? Да. Па викам ова ми е концептот. Вика сега ти верувам, сега те сваќам што ми збориш, дека кога му кажав претходно Лед Цепелин и кебапчиња, ми викаат као ти не си нормален, кој ќе ти јаде шопска и ракија и да слуша на прва лопта, и да слуша Лед Цепелин, разбираш? И Тоа дека предходната генерација луѓе го немале тоа. не ние е сме предходната сега- генерација, него едноставно Never happened in the history. кога ти текна на кафана, ти текна на Тома Здравковиќ. на Тома и на чаршав онаков кариран и ракија и Шатот цигари без и бруд. тоа е кафана. Ама еве ние сме израснале да поштуеш рок музика, ама у исто време и да си поштуеш наша кафанска храна. Така де? Ние сме една од првите генерации што може да го комбинира тоа како убаво искуство. Тоа е. Мене подсвесно ми стои причата со хард рок Да. вакво. Никад не реков сакам да го направам хард рок у Скопје, никад не ми паднала таа идеја. Кога веќе се реализираше, сватив мене од кај ми доаѓаат тие пориви да ги речам. Подсвесно, да. Али никад не ми беше свесно идејата дај да направам хард рок у Скопје. Никад. Значи ми беше тоа све органски полека и тоа почиња нели дожд, ладно, зима доаѓа пролет. И он ја купува идејата, уствари. Онја купува беше идејата. Готово, И загрижува. почињаме надвор терасата да отвараме, пошто тој простор беше исклучиво ексклузивно летна кафана. Немаше тоа унатре зима седење, 3 маси, немаше Не ништо. знам дали сум видел. Немаше ништо. Лето беше друга прича. Тераса, зеленило, у центар си, најбоља тераса, не hands-on, Како клупичките. клупи, све беше како биер гартен направено. Да. А си у центара не си У ли? центар си ја гледаш зеленило, брат. Технометал паркот е огромен, дрва, Да. зелено, све. Пред да го испорушат све. А, Тоа е кај Котур фактички, тој паркот зелениот. И доаѓа пролет, ја почнувам да пуштам надвор музика. И доаѓаат луѓе и као кул луѓе што ни биле гости и многу добро. Шо Си свија концепт. и викаат види концептот, селам јас си мезиме си премам мовет, свири Deep Purple, разбираш? Свири Led Zeppelin, свири свири Stones, свири Queen, Mini. Queen, о што и да е, да.
имаш и луѓе што глумат овие со музика, што е ова, нормално. каква е оваа кафана, и тоа беше еден од клучните моменти Клиентелата си ја кај што бидеш. клиентелата сама се избра. Не ги избравме ние. Така, Они се така, избраа. така. Ама примети промена. Огромна разлика. Значи у секунда, Типот на луѓе. тип на луѓе што одма у доаѓаат. секунда, што глумат овие со музикава, тој луѓе ги немаш, што ти прават проблеми, што ти прават ваква, и ти доаѓаат Ама уметници, па тоа отворило спортисти. еден куп што до Немаше- сега биле немаше- ограничени. А и не би Имало оделе места, у кафани. Што на не first ке place. па на такво да тоа. А ќе дое по Имало место во јако. Скопје кај што имало овакво предрусти кана да биде, значи него пак ќе кажам не измислив тоа топла вода. Имало места кај што се свирало рок музика и било кафана, али не знам ја Храната не дали била на не ниво? битно, не сум идал никогаш и не сум знал дека постојат. Аха. А, А, каде Е па не биле Нема фаќа за не биле збор. у центар. да, не било у центар. Добро. И локацијата е многу битна. И почиња причава со музикава, викам дај бе да пробаме да направиме нешто лајв. Аха, бенчеше ма. Бенчеше. Ма и со Бето баш правевме. Ова вика имаме не другари, вика. Дај ке ти дам број. И ми дава број од Раде. Раде кој не знам. Раде Бета Хаус. Не ги знам, не ги знам. Не ги знаеш? Мислам Бета Хаус знам, не знам кој е тој Раде. пејач. Здраво, здраво, јас сум другар на Бето, вака и вака. Да дам да се видиме, дојш да се видиме. Доаѓаат, се гледаме, Ова ми е замислата. ова ми е замислата. Што збориш бе? Ајде ќе пробаме. Така, Ајде ќе пробаме. Правиме свирка. Баш свирката. Од тогаш, значи ја уште тоа време пред да стане бум со социјални медиуми, ја ме интересираше на маркетинг на social медија. Од тогаш имаше Facebook page од 2000 која не знам година, Facebook 8 е вајда. Имаме, не, 7-8. зборам Рустикана кога имаше пејдж официјален. Ивенти, тоа беше све органик. Немаше како сега мораш да бусташ, мораш да плакаш. Имаше лайк за become она. a fan имаш. Да, Become a Fan беше, да. И све беше тоа органски. Ставаш ивент, ставаш 500 покани, 500 луѓе доаѓаат стварно брат. Една свирка, друга свирка, Стварно трета имаше свирка. оние ги праќаш, да, тендинг, брате. да, RSVP. Уште има, ама никој не ги гледа. Ама не ги гледа, да. Да, И- тогаш немаше стварно. Да. И ти стига нотификација. Динг, што е ова? Свирка у кафана. Чекај. И дури ги одговараа луѓе, yes, Абе, no. yes, no, све. И доаѓаат стварно. Ле. Почиња едно, почиња друго, да има друг бенд, трет бенд, четврт бенд, почињаат луѓе да доаѓаат, се направи лето Прича, да биде прича и пол, разбираш? Значи, ние журки правиме, екипава наша, сите деца што искачавме цело време. И почна да доаѓаат едни друштва, други друштва, трети друштва се вртат, се дешаваат. Столе више, значи ние дружиме одамна, столе више се дешава Ракометов. Значи стануван репрезентативец, А така, со него сте од подамна, со него сме значи подамна, да. малски другари, спортски другари. Од малтене од средно. Ја учев од Школски. Борис и он учеше Борис, он е генерација постар. Океј. Небитно, спојката испадна на некоја од тие, како се вика, што Нема идевме везе, аплат, гимназијади, школски. нешто беше тоа. Ја за спотер ме зима, пошто тренирав ракомет, ама не бев добар. Ајде дој у тим, идеме на проба. Така, Идеш на, така. на 4 дена у Штип, например, на Да, гимназијада. Што ќе се такмичиш со друга школа гајлетија. Цело време искачање, газење и таму се друживме. И од таму почиња дружбата интензивно. И овие години више што ги зборам, се дружиме апла. Он цела екипа се дружи сега со нивната екипа фактички, дечки од Ново Лисиче. Они се таму екипа Сенчо што беше тука, Така. Нено Нено, од аеродром, да. они се и јас фактички сум им нов на нив. Колку јако не од аеродром. Нено, да, не кем Не, они Столе со нив, ти си Да. со столе, преку столе ти влагаш у таа шема. се сврзува таа екипа и затоа луѓе више мислат дека сум ја од Ново Лисиче. Па За ја жал. мислев. Значи ти не си И почиња причава со овакво. И ми се уадени дечки од Тиквеш. Колега ми беше на факултет. Дечко. Супер прича имате, да ја направиме нешто да го буснеме уште поише. Викам, брат, нема за фркај сортно вино а продаваме, викам му немаме таква клиентела, знаеш, у тоа време уште е ефтино, све беше наливно вино, ти носи некој од негде. Знаеш како, Тиквеш сега, они извадија нови онакви, сега што е више стандардот, барикирано вино, и тоа време беше како 3 пати поскапо него ова обично. И викам, кој ќе плаќа сега толку пари за наливно вино? Вика, верувај ми. Да направиме, вика, afterwork. Вика, у петок,
со special selection. Ние ќе ти направиме цена рабат, ти продавај го колку мислиш. Special selection го продававме 500 денари флаша. Која година и да е, 500 денари special selection, Во кафаната. у кафана 500 денари продажна цена. Тоа е многу ефтино. Го правиме Маркет е сега е 480. више толку, да. И доаѓаат првиот автор го правиме брдо пакети потрошени. Брдо, значи збориме за кафанче локално мало у центар, не Ако збориме за органски ти само пушташ муабет и се пушташ муабет, крца народ крца after народ. work. Крца Ово народ. тиквеш пуштил, вајда? Они една маса, две маси. Тиквеш джиите, да. Више ова втората сезона на свирки, значи веќе имаше некаков Ве знаат, некаков ова е второ више. леб. некаков баз имаше, али немаше поддршка, немаше ништо, све беше брат. Све сме хаслале, имаше порано веро кај плаза позади. Го Аха. знам, да. Од таму на раце сум носел гајби пиво, пошто не ти доаѓа пиварат и донесе една гајба да нарачаш. Разбираш, ја на рака Аха. сум носел од носење гајби на рака, стигаме до момент кај што продаваш у 4 сати 20 пакети special selection. Бат 500 денари флаша, секој си имаше пиеше по флаша по две сам. Разбираш? Ти стои, секој си Нереално има, ефтино. седиш на маса, седиме на маса шесторица, А има шест флаши. свирка. Има свирка. Па тоа е. Има На свирка. свирки се пие, ама се пие чаши утепани од концерт. Значи, Ова е као на клас сега, Па јадење имаш. некако везе. од се тоа беа спојки на неспојиви работи. Значи, ако се враќаш Баш, да. назад, ништо од ова нема логика. Ништо нема логика ова. што Да, кога кажа А ти не сега може... се има логика. Сега се има Кога логика. кажа лед цепели кебапчија не ме заебавај. Нема логика. Постои рустикана и пак ми е глупо кога ќе лед цепели кебапчиња. Кога... А мене па многу ми Не е... споји се тие, да се Па споји. мене идејата ми беше да направиме место кај што ќе за луѓето што не сакаат да свират да идат на Сайзер, да имаат кафана кај што ќе имаат забава и експириенс кој што ќе им и храната ќе ја добијат традиционална. Ние не сакаме да правиме нешто што е fine dining или америчка кујна. Така. И тоа со американизирањето на кујната дојде исто спонтано и како се вика, ај ќе правиме сендвичи. И правевме усилски лепињи, стававме прескавица, стававме вакво, па и ставиме ваков сос, ај ставиме падлиџанче, ај ставиме кисела крставичка и тоа почна личи на бургер. Почна личи на бургер. Ај ќе ги смениме лепчињата, ќе земеме бургер лепчиња, ајде. Бургери во рустикана. Бургери рустикана. Ај овие два бургери добро се продаваат, дека направиме уште нови два. Па уште нови 4 и така почна да се Крилца, и милца. така стана ваквото како се вика менито да биде бургерот рустикана препознатлив и да градуван у меѓувреме. И сега ова се дешава уште у центар. Ова е на рекорд све. На рекорд негде, ова е 2014-2015. Значи колку години имаме тоаш? 26-7. Со Столяни текнува да отвориме клуб. Ноќен клуб. Ноќен ваква да биде као рустикана од центар, да биде ќе си пиеме тука ние до 12, да идеме после 12 Кај да идеме. продолжите? Да. Као што беше, ама као што беше порано тренд, ти текнува по доле. Тренд и доле, заврши идеш тренд клубот. И ја и он Ама готово. слушаш ли они за нив? Па даде. Да имаме после 12 што да правиме, дај отвори нешто. Значи ден денеска се што правам у бизнисот, се ставам прво на Customer. user experience. Значи се што правам за било кој рецепт, за било кој ивент, за било кој што и да правам у бизнисот, се гледам прво себе си као гостин. Значи дали мене као гостин би ми се свигало тоа. И ја моите потреби као гостин уствари си ги реализирам преку од оваа страна и са среќа у мојата ситуација што имам очигледно доста истомисленици, па тоа проаѓа. И ќе отвараме клуб. Се појавува ситуација кај што ни го даваат под наводници Кастро. Аха. Веќе е тоа рок клуб направено све, готово, ќе земете, ќе земеме. Отвараме ние. Столя му треба многу убедување или? Не му треба ништо. Со тебе Ние збориме со години дека ќе отвориме некад нешто. окей. Се Али- крчка значи таа. Ама тоа е муабетот као она let's open a bar. Да. Да. Тоа е let's open a bar. И open a club. дисково е let's open a bar. Ова е више, знаеш, и ја дома со моите правам муабет, ако си решил сине, тоа е, ние сме позади тебе 100% секогаш. Тоашната девојка што сега ми е сопруга, ако си решил, знаеш што
долги сати, неспиење, да работиш до касно. Ја што мислиш за ова? Ти го сакаш тоа и ќе го Ќе најдеме начин. Ќе најдеме начин. Поддршка имам од луѓето што Треба да. Што ми треба Од да најбитните живеат, исто. и ај ќе го отвараме клубов. Отвараме фирма ние, све е супер, идеме, подпишуваме, све што треба. Доаѓаме, испаѓа дека клубот не бил за давање. Не било баш така чисто како што ни обеќава у ситуацијата. Не биле тие газди што некоја комбинација вакво пропаѓа таа прича. А фирмата? Фирмата Не стои. почнува. Почна нешто. Не почна ништо. Ние клjuč не добивме од дуќанот. О. Ние бевме го видовме, ни го отворија два пати, го видовме внатре, ја почна да си ги правам филмовите. Тука ќе биде Шанко, тука ќе биде цепарињата. Некој лажал дека е Небитно. представник на Не, они беа представници, они имаа клjuč и све тоа, али позадински имаше некои други нерашиштени работи. Пошто тоа е тамо нели на јавно предпријатие на железници, па промени, Леле, па вака леле. така и сонов вака иде нагоре се билда и само почиња да се руши. И ние си стоиме со идејата let's open a bar, let's open a club. Фирма имаме, али што ќе правиме? Ништо, си стои така. Океј, кул. И доаѓа, као се вика, ова више доаѓа, ова негде било есен, муабето со клубов, Добро. доаѓа зима и ние имаме у Рустикана, нели, у Кецот, сезонски е тоа све. У Лето, меѓувреме го јака менјам јас сезона. името од Ројал Рустикана до Рокафана Рустикана. Тука почиње муабетот со Тоа е Рори Рокафана. Го избацуваме тоа Ројал, пошто нема никаква логика. И Рокафана више, пошто стана Рокафана, беше многу self-explanatory. Легитимно, Што станува да, тоа? да. Кога ќе го прочиташ ти Рокафана. Не е валјда дека спуштаат Рокафана. Лагаш пушта друг? Да, влагаш пуштаат рок. И фирма имаме, идеја имаме, не се дешава ништо. И Немаме клуб. доаѓа зима, доаѓа пролет и треба почнам да барам персонал за лето. Пошто у зима не можеш да ги држиш големо, да. Да, за џабе. на работа. И отварам ја огласи на пазар 3 реклама 5 појма немам и од страна ми се појава спонзорирано се издава наместен локал за да спремен да почне да работи. Curiosity killed the cat. Клик. Мора кликлеш. Клик. Без никаква идеја за отварање кафана. Нула идеја за отварање кафана. Си седи оваа на рекорд. Си седи таа на Све рекорд, ја секој барам што треба. персонал. Так. Тргам да пуштам оглас да дам. Барам келнери. Стискам клик, отварам. Ми фаќа око. Тоа е сега. Се јавувам. Здраво. Локалов не е издаден уште, може да дойдете да го видите кога сакате. Идам ја да го видам, не може да го најдам. Да, ја прв пат не може. Не може да се бетон снајдеш. звонев. Дека уличето е малце Да. така Не може да се Ако не најдеш. знаеш, нема шанс. Се јавам на телефон, Јас со мапа не можев да најдам. се најавам на телефон, излагаат луѓе што го издаваат просторот. Се најдовме, влагам унатре, ја го гледам просторот, викам тоа е тоа. Звони. Тоа е тоа, сам идам ја и татко ми идеме сами. Тоа не е многу големо. Не. Идеме и татко ми сами, Тоа му се јавам на столе. Викам најдов дуќан ќе отвараме кафана. Шо? Столе не ни прашува. Вика шо? Викам кафана ќе отвараме кафана. Сакам. Нели клуб ќе Утре дента идеме пак да го гледаме. Вика, шо мислиш ти за ова? А вака да го видиш како беше, не многу е далеко од тоа како е сега. Значи тотално све е сменето. Ама имав Визија. Визија бе да, ќе си го замислиш. поише би рекол чувство, него визија. Аха. Мисли. И ајки идеме ќе го видиме, ајде да го гледаме све. Го зијаме ми вика. Викам го зијаме. Викаме архитект. Викам шо викаш за просторов? Имам у глава идеја. И Да. сам секунда само извини, во тој момент кога ја почнуваш да градиш идејата, што на каков став си за постоечкиот локал? Тој да Постоечкиот локал си продолжи и ова да продолжува. работи паралелно. Да. Окей. Као втора. Као Ти отвараш и е втора и локација. е Рустикана 2. 2.0 е И ова. ден денеска стои иако е останата Океј. сама и ден денеска е 2.0. Окей. И така почиња уствари причата срекна случајност како се отвара Рустикана Моменталниот сега дуќан што кај е Шопов. вако. Ова е 2016 година. Сега сме 2023. Ти паралелно терало 4 години тоа бе. Да, моите беа повклучени од тој Не го дуќан. знам како два, јас си го знам ко Рокафана Рустикана, кај стои таа двојка?
Си стои на самото лого стои. Двојката стварно? Да. Да бе. И на Facebook не знам дали уште стои со двојка или без двојка, Facebook стои е со со двојка. А мојка. овој центар го нема више тоа. Да, го вече нема. Со ковид го Го нема, тоа со ковид кога затворивте. беше да, последната Добра, шај. за ти време текна? ковид двојкава како држеше? Имав некои концепти у глава кога ме поканевте тука за причава Аха. за подкастов. Дека мене уствари като целта на бизнисов не ми е бизнисот као бизнис, него ми е комјунити. Аха. Ама и си има Рустиканава. Па- Кога одиме ние ја гледам, со сите се поздравувате тука со Тоа сакам да кажам, Рустикана за мене, ако ме праша некој што представува, за мене представува комјунити. Не сум сакал никогаш не сум го третирал како бизнис, не сум ги гледал луѓето као вреќа пари што поменуваат и седнуваат и треба така да. него Имаш однос, градиш, па со Самиот- бендо што свири. самиот термин угостителство кажува дека треба да угостиш некој. Не е дека ти се доени тука да ти дадат пари. Значи, ако парите се последица, не се причина. Значи, мора да го третираш бизнисот така. И се надевам дека сме го постигнале тоа на некој начин, заради тоа што дека го спомна ковидот, па така ми доја причава. Кога почна Како го поминавте? Кога почна ковидот, јас стварно мислев дека тоа ќе биде некоја месец дена глупост. Сите мислат. Аха. И нели искочи тоа ковид, ние рачунај у Рустикана Flatten the curve. имаме 5 свирки неделно програма, договорени унапред све тоа звакво. И почињава со ковидов, се молат граѓаните да се пазат, не знам шо, она, и јас се јавувам, искачам на Facebook и пишувам, дечки, им се јавам на бендовиве, викам не свириме, викам као не е одговорно, не е одговорно да свириме, да правиме журки. Викам, прекинуваме со програма и ја им викам на моите, викам дека најпаметно да затвориме ние, викам. Една недела ќе трае ова 2 недели, ќе помине, викам. Поубаво викам да не ризикуваме. Моите се више угодени, разбираш. Имам персонал кој што некои се угодени, некои се со здравствени ситуации. Да, со коморбидитети се како Викам што сега- кажуваат Викам сега, не ќе ме никога да ставам на ризик од моите луѓе. Да. И второ, некам Не, па гостите. да сум извор на зараза. Викам, ќе затвориме. Викам, минете, викам на одмор. 2 недели. 2 недели, сам 2 недели. Ќе помине, викам, за недела 2, ќе помине. Поминува недела, поминува 2 недели, поминува месец. Нема, две недели? не само што нема абер да помине, него само гледаш дека иде тоа нагоре. Шо дупка се копа. Правиме устанок. Викам, јас можам да ви дам минималец у наредниве 3 месеци, викам, се надам дека ќе помине. Затворени бевме, локдаун, не смееш да работиш, немаше тоа ни шалтер систем. Ни шалтер систем, ни ништо, немаше ни помош од влада на почеток, ни ништо не постоеше. Немаше ништо, не работиш. И си викам, ај супер, поминеш време дома, ќе поучиш нешто, курс некој ќе завршиш, не знам, фотографија, социјал медија, маркетинг, нешто појма не. Проаѓа време, не се дешава ништо на подобро. И еден другар ми вика брат, не идам нигде, вика, по кафичи, по кафани, местава што ги сакам, немам кај да идам. Вика, пари ми остануваат. Имам идеја, вика, сакам да донирам као да сум искочил. 100 за кафе пијам, например, не знам каде, у Кино Карпаш. Јадам бургер кај тебе. Пијам пиво у Че, например, не знам, ги давам и минјава вака што ми паѓаат на памет. Вика, сакам да уплатам 1000 на сметка на Рустикана. Вика, као да сум бил. Што правиш? Да. Викам, брат, фала ти, супер идеја, викам, али викам, Да, не врши работа, не знам како ти објаснам. не е sustainable, нема како. Ма ми вика, а да го направиме, вика, да го напишеш ти, вика, еден пост на Инстаграм, вика, и пиши, вика, кој сака, нека се приклучи. Викам, брат, сега ќе испадне кој да Бараш барам, кој да молам пари за пари, разбираш, тие пари пак се беа дадени за персонал, за плати, за ова зона. И аз се размишлям и остану глава некако. Вика, смисли го ти. Те бива за тоа. Ја го мислам. Ми стои така у глава, брато, немаш да правиш друго. Дремеш цел ден.
И се размишлям и викам, а зашо не го направам јас сега, на пример, уплатиш ти сега 1000, кој ќе отвориме, После. да имаш 1200 за трошење. Motherfucker. Као фактички ти давам, купуваш gift card со као added value. Јасно. Added value, тоа ќе кажа. Да. Нас Пошто не треба ти нас тие не пари помагаш сега, а ако ќе се отвориме, ќе ти возвратиме за љубов. Не е ова најакото. Го пишувам тоа. И не на јакото. Тоа не е се. Го пишувам, текстот го склапам на вакво на Инстаграм, го пуштам. Урокот саат време, не знам колку имаше реакции, коментари, јавувања, сметка дајте ми да уплатам, да ова, да она. Се дешава, бум, го шеруваат на Твитер, на Фейсбук, на Инстаграм, по портали. Се дешава гениална идеја дека е. Викам, уште не ми е реално што се дешава. И ја им давам на луѓе во сметки, не вакво. И само отварам електронско банкарство и само стигаат. 1000, 2, 3, 5, 8, кој колку сака. Што Разбираш? збориш? Ти уште немаш систем сега, чекај, кој уплатил да го памтам да му... Да, ја не, и јас едном отварам Кај ќе го Excel табела, отварам Excel Треба да табела. водиш евиденција сега. И ги запишувам име од извод, име и презиме, Да. например Жарко Батич, уплатил 1000, има затрошени 1200. И си го водам у Excel Да. табела. Така да. Црна бел. Добро. И се собираат многу луѓе. Ама да не дое утре некој, јас ти уплатив дај се 1200, мора и ти да имаш евиденција. Да. Па за тоа викам. Да. И јас си ги ставам у Excel табела и луѓето си стојат. Почињаме со работа. И доаѓаат луѓе. Идејата, поентата на ова е дека 80% беа луѓе што не ги познавам. Аха. Луѓе што немам никаков јас личен контакт, освен што доаѓаат оние у кафана и можеби јаме здраво и познанство Добра. толку. Не ми се другари, Ама тоа доаѓа не ми се роднини, не ми 80% се луѓе кои што рандом. сакаат Гост. кафаната да преживее. Така, браво. Да имаат место. Да. Се јавуваат и така ми викаат. Јас ќе уплатам толку и толку пари, поголеми суми, кафаната сакам да обстои. Те молам, не затварајте се. Вика што и да ви треба, вика да обстои кафаната. Комјунитито, човек. Почиња вакво, почињаме со работа. Нели тоа беше 3 метра растојание, двајца на маса, маски, глупости, дезинфекции, што и да е, и почињаат луѓе да доаѓаат. Здраво, ја имав уплатено ваучер, пеким колку имаш уплатено, 809.000, 809.000, 809.000. И стигаме на потрошеност на тие ваучери од 30%. 70% никогаш нема дојдено да се ги подигнат До ден ваучери. денес. Ги нема, Дошто ги ти дале. нема кажано. Да, има дојдено тие луѓе, доаѓаат до Доаѓа, кафана. ама гајле, нема бара. Тие пари се за вакво вика. И никогаш не ги побараат тие пари. Да. Не бе, има дојдено, ама како не сак ти барам? Тоа било, дај ми сега од поново. Си вакво. И не ги Да, по, да. и 70% од луѓето не рекоа никогаш ја имам дај ми го попустот од 20% што ми го обеќа со ваучерот. Никогаш не ги спомнаа. Никогаш не ги спомнаа. Браво. Значи тоа ми беше као најуау момент. Валидација. Така, тоа ти било валидација. Тоа беше уау имаме моментот бизнес дека и дека си направил како се вика тоа третото место. Знаеш, нели имаш дома, работа и ти си третото место кај што луѓето сакаат да дојат и да поминат време. Да. И некој да одвои другото мене ми кажаш многу те поштам брат цар си и да ми ставиш лајкови на Инстаграм, а друго е да бртнеш новчаникот и да ставиш 1000 за куварот да земе денска дневница, а ти да не добиеш ништо за возврат. А и куварот не ни работи ден. Небитно, оние добива платата. Така, Не така, работи, знам. не работи, Али они пак- плата зимаа. У ковид зимаа плата сите. Сите што остана на работа, зимаа плата. И кога не работевме, никога ја не избркав од работа. Тоа што јас сметам дека се што Како правиш, дое затварање, извини? На друго место, на кецот? А ковидот? Органски? да, ги споивме, Го пуштивте само или вработените од таму ги пренесовме тие што ние работевме таму, моите работеа цело време малтене сами и двајца дечки што работеа како келнери што сега ми се уште Што си се денеска тука, да. Што И тоа века на твоите- 10 години, разбираш. ги повлече сега оваа ростикана се? Моите беа двете рустикани. Така цело време. Сега, ти на почеток рече дека си ко во целава оваа работа со Столе. Ти имаш и поактивен hands-on пристап и улога. Во каква улога е Столе? Или е он малку по-чисто инвеститорска, па по-пасивно само седи? Брат, ја ти верувам тебе 100%. Значи така. Do your thing. Да. Никад, значи,
Ако кога почнувавме, многу луѓе ми викаа како партнерство е може со две оштрици, поготово меѓу другари. Затоа што станува збор за пари, станува збор за одлуки, станува збор за идеи. Сите тие што ми предвидуваа дека партнерството ќе биде како се вика нешто што може да не раздвои, нешто ќе не пропало, него ако можам ја да побарам боле партнер, не би можел ни да го смислам како Ај ти вика do your thing, ти верувам, Тоа не е се тоа. мешам. 100% поддршка, знаеш кога И осеќаш ти верува у се. знаеш кога имаш Тоа 100% поддршка од некој, Да. од тие ми се луѓето, имам пар другари што имам таа и што ми треба од нив таа 100% поддршка, Своите другата, дома. малиот нормално и моите дома. Не можеш да имаш поише луѓе у животот на кои што можеш да се Така е. ослониш, али но овие луѓе секогаш. Милион Си поsto. среќен и духовно богат што го имаш. Не постои поголема богатство. Значи колку и да е клише муабетот, луѓето и заедницата што ја имаш околу себе те прави тоа што си. Значи ни успех на работа, ни успех не знам ете, у спорт или било што, ни пари, ни што и да е, не може да те направат побогат од тоа што те прават луѓето. Значи не постои такво нешто. Ја тоа ќе го негувам додека сум жив и ќе го пренесувам на колку што можам поише луѓе. Значи ако еве ние со Рустикана инвестиции затворивме друг локал меѓу време, ентон пари се свртеа, зборам у трошоци у смисла на реновирање ново нона, сите што сум можел да ги вклучам, сум ги вклучил. Татко му на овој молер, Донеси го, дојди. да. Татко му на овој работи со парно, дојди. Татко му на овој работи со вентилација, дојди. Тој работи продава компери. Не ми е битно дали е 10 денари поскапи или поевтин или ако мене ми ја врши работата, секогаш ќе ги давам парите на мој човек. И Дека те тој- води тоа и чувство. Да тој- остане у кругот, да. И тој менталитет кај нас за жал не ми се свига застапеноста на тој менталитет кај нас. Затоа што кај нас ќе отвориш бизнис и секој гледа што може да добие од тебе. Не гледа што може да Одма придонесе. попуст се бара. Одма попуст. Това е ше. Чекај бе, човек бе, застане. Жаре е вклучен у бизнис, знае да што зборам. Да. Значи не доаѓа некој да ти каже, еј брат, што ќе вежбам таму, ќе вежбам кај тебе ќе ти ги дам парите, него Абе што се знаеме да е Педере, не даш попуски, си кај други бе. иди. Добро, си жив и да. Или го знам жаре, другар негов да дое, попуст ти бара. Тоа ми е многу Тоа е онака македонштината. Баш многу дека ти е познат. имаше на Да, па некој јас стално викам, не. Тај му бе човек. 70% им ги дале и не си ни Да. ги побарале пари. тоа Ти зборам имаш за проблем како да ги пријавиш сега ти тоа да. книговодствено финансиски тоа како се Организација, води сега. Најден оваква али проблемот е што од луѓето што ти се под наводници што те сакаат многу, не го добивме тој Да. фидбек која требаше. И тоа ми беше малце доста wake up call за некои работи, ковидот и општо таа ситуација со тоа, дека знаеш како, сите си мислат тебе ти е гивен, дека тебе ти паѓа од небо Така е. и дека не треба поддршка, дека ти можеш све сам. Ама не е така. Добро им иде на нив, не е страшно. Да, не е Смееш, страшно, али сакаш да откриеш наредни планови, например, у која насока гледаш, што ти ми звучиш како да си непрестајно пун со идеи. у моментов искрено не знам, у моментов немам Каде нешто. би можело Рустикана да се движи некако иднина? У моментов сакам Рустикана да биде кај што е. Аха. За понатака стварно немам нешто концизно у главата, имам нешто така што ми лепди, али не е нешто што е за Ки искочи некој банер Што е на маст, некој да. сајт? некој Банер на некој сајт идеја ќе му да. Ќе се појави нешто сигурно. Значи, знаеш како, Не, чисто мислев барем некакви ширења. Ко него бараш само си дојде. едукација, некои работи се малце клише, али и треба да се побараш малце среќата и можноста, али па и од некоја страна до сега се у животот така ми се погаѓало како требало да биде. А, И кога сум силувал некои работи, сваќам. не ми биле така Да бе, не е тоа. успешни и драги. Си веруваш дека тоа што треба да дое ќе дое. Ќе те тупне по рамо. Може би ми е изговор некаков, може би верувам, не знам, не, али ти е, живеам со те таа сваќам, да. со таа ваква идеја дека едноставно ќе си се дојат работите на свое место. Моментално ми е окей.
таму кај што сум. Сега нашиот Долго време бев у да. Нема да е тоа што е ако не влеземе у спортскиот дел. Ти тренираш кросфит. Мора ми кажеш каква улога ти игра спортот у животот и пробај да најдеш како тоа ти помага во ова. Ја од дете татко ми пошо е спортист кошаркар бил порано. Да? Да. Играч нешто по лиги или? Кака Вардар, кака работнички, основач на кака центар. Ој, значи Кака центар, што јако. Да. И он цел живот од мал ме има не форсирано да тренирам, него едноставно мораш да тренираш спорт. Не можеш ти да седиш дома или на улица цел ден. Non-negotiable. Да. Така е, Ја, прав ја човек. тренирав тенис долго време. Браво. Од не знам од мој баш мали нозе што се вика до кај таму негде до средно. Го баталив тоа пошто не знам, ми беше преголем дете бев, не знам, тинеџер станав, разбираш, имав други интереси. Такмичење на турнири бараше голем захтев, однос на тренинзи по 2 тренинга на ден, играш на 40 степени на сонце, сам си, не Не си го тимски сакал спорт, доволно. и не сум го сакал доволно веројатно и не бев спремен за тие жртви. После почнав да тренирам нешто баскет ситно. Не бев фич добар. Али идев на спорт. Така. На спорт, идејата беше да сум вклучен цело време. Па се пребацив, тренирав ракомет, ми беше интересно тоа. Тоа беше некое време таму. Пепи Манасков компанија. Столе уште не беше уште баскет тренираше. Пред Столе беше. Да. Не, па он тренираше, почна да тренира, не се знаевме, сакам да кажам. Тренирав спортови колку да сум му Да биде дел од животот. Да биде дел од активен. животот, да. Никад не сум бил атлета или не знам, сум планирал да бидам Така, да? професионалец, али од дома сум го имал тој подстрек дека мораш да тренираш нешто. Макар и трчање на кеј, али не можеш да седиш Да мислиш. да мислиш, да. И така, со тие тимски спортови завршив негде таму од прилика кога завршував средно и после почнав на класика на трчање на кеј у летот, вежбај у теретана овакво, пливају на базен. Никад тоа не траеше континуирано. И најголем континуитет, не да кажа тука, имам стварно кросфит Скопје. А тоа ќе те прашав, кој те Да, бе, довлечка таму? Ми го боја. Амигот. Беше муаветот као... И цела екипа некако се Беше муаветот као, со дај брат, Стево. тоа беше нешто валјда после нова година нешто така. Викам, дај брат да почнеме да правиме нешто, пошто веќе имав улежано. Лани беше така нешто? 22-а? Лани ли? Ташно 22-а со Нена вакво за Да. подкастот, да, сигурно 20. И викам, дај брат да правиме нешто, викам ти бе таму кај што вежбаш, викам у кросфит има ли бе група за дебели, викам? Да доеме ја и Стефан. А веќе Стефан е направиме. брат му на Столе. Да, а јас си замишлям цело време дека Аха. пошто гледам клипови по на Инстаграм, викам на клиповите Жаре, Едо, Вања, свет машини, викам шо мајка барам да идам ваму, викам ќе ме И срамат. знаеш дека добра идеја ми дава, може не треба до толку сите клипови така да ги правиш. Треба Не е се вака сите така. под него клипчиња. Нема сега такви се Некој. сега. Не се сите, Сега више не имаш, се, не се. имаш од Да не клиповите, плашиме, Да, си имаш од- и викам Сега бегам од моите, не ги ни постира. имаш таа И викам, право. дај, страф ми е, Плаши ме кај народ. кидам ке се брукам сега, разбираш. Мика, не бе уживе, не е така како што мислиш. Не е кој што го замислуваш ти Да, на Google. и ја доаѓам на тренинг и стварно не е како што си го замислувам. Гледам господи од 55 години на тренинг, Да. гледам човек со поголема килажа од мене, гледам четворица спремни, викам, Сите заедно вежбаат. сите заедно вежбаат, сите се бодрат, се подржуваат, викам ова не е кој што мислев ја, дека ќе доам тука со некои такмичари, па викам ќе ме ругаат што не можам да направам згиб. И викам супер, почнав еднаш, два пати, три пати и ми стана многу интересно, затоа што самите тренинзи се интересни и многу добра дружба има. Испадна ова правам реклама за кросфит, ај да правам супер. Не беше договорено. Не си за тоа тука. Да, не сум Ја за те тоа. натерав, Ти ме живеј. натера, да. Али стварно феноменална вакво дружба и поентата ми беше дека ја никад не сум бил истраен у тие индивидуални тренинзи. Аха. Ке почнам, ке повежбам 2-3 месеци, Јасно. ке настинам или не знам, ке доја некој повод, ке се опуштам и ме мрзи да се вратам на тренинг. А сега
и да направам пауза недела дена, ќе се вратам. Лесно те И да направам 2 недели Добиеш пауза. вибер. Да. Коуч, кај си што те нема, викам имам работа. Добро, не ме заборај. Ти сите така ги пецкаш. Треба бе. Па мора. Без искра. Браво. И дружбата е и за дружбата идеш. Да. Идеш за дружбата. Со овој ќе се зафркаш за едно, за овој за Вежбата е друго. пропрет напад. Ќе се смена музиката и тоа е тоа. Јако. Сега има кросфит рок. Само гледаш се интересно ти ова ти е сега задњава година две викаш со кросфит, што значи веќе си многу уходан у бизнис, у работа, у менаџмент, у сите тие работи. А ова ти е ново во животот, малку по нова дисциплина и навика спортска. Некако си приметил дека ти влијае? Приметуваш дека ти влие кога не идеш. Ама не во работата, во остатокот од животот. Да, Дали Приметуваш- си променет заради кросфит? Приметуваш кога не идеш. Тогаш приметуваш. Кога не идеш, приметуваш и нервозен си и имаш она brain haze, како се вика, brain fog. Стварно го приметуваш. Стварно го приметувам. Значи, не идам пошто така ми се погаѓа да си врзам по 3-4 дена одмор за викенд, пошто стварно не можам да постигнам и на работа и на ваква, али ако ми се деси недела дена да не идам споено, Го друг човек сеќаш сум, нервозен негативно. си, нервозен сум. човече. Да, нервозен сум, не ми работи главата на исто капацитет, не ми текнуваат работи, се ме мрзи, се ме нервира, убрнаут сум Да, нон-стоп. свет е мрзи, уствари, тоа е највише. Да. А ова стануваш од сабајле Е, идеш на воспален тренинг не те и, мрзи. и Тоа е ти парадокс. и ти иде ваквото, ти иде денот понатака. Што ќе направиш потешко од 90 брпис вчераш имаше на тренинг например. Затоа не идам у петок на тренинг. Ајде се, што 140 вобол, 90 брпис, 150 калории роудот. И што после ќе ти изнервира? Знаеш што се те прашам? Дали со тебе зборевме или со Нено дека сте збореле за дебелиот мајндсет? Твоја ли беше таа теорија или не беше? Дебелиот мајндсет. Не е мој ова. Или со Нено го имаме дискутиран? А што ти? Тоа што го збореше тргни застани непродолжувањето ако прекршиш у понеделник и цела недела ја зебој, разбираш? Да, тоа е циркус невиден. Или се мораш да почнеш у понеделник. Или мора да ја прави, или мора Или да ја први, прави. да. Оној и Не го знам тој, ама зашто го викаш дебелиот? Па дека изговор цело време. Па, Дебелите изговор, луѓе си барам дебелите изговори. луѓе си Јас сум барам. дебел, шо? Не дали билам од- со Нено го зборев, па со тебе дали го зборев, за тоа сега ама не е твој до оваква. Да бе тоа. Интересно. Ај од први, ај од ова, ај од она, дебелиот мајндсет уствари ќе почнам да пазам од, ќе почнам да вежбам од. Ама све ке. Секе. Кога доја стално имаш изговор зашто да не биде. Тргам ја од себе, знаеш колку пати сум го направил тоа. И колку пати веројатно ќе го направам понатака, али подобар сум, се приметувам дека сум подобар у тој сегмент, дека знаеш како ќе доеш на Ми тренинг, текна као дознав, докажи се. да, ќе доеш на тренинг, ќе направиш моабет со жаре, ќе направиш моабет со луѓе што не ги гледаш ти секојдневно у друг сетинг освен таму. И здравите навики и нивните интереси подсвесно и случајно ги пофаќаш. Да. Ке зборнам со него за некоја книга, он ќе ми спомне за книга за бизнис, ке зборнам со Нено за нешто друго, ке зборнам со Вања за нешто трето. Правиш муабет со луѓе кои што не ги гледаш ти у кафана Да. и ти даваат, гледаш еден друг свет кај што живеат луѓе кои што се успешни, здрави и многу помага тоа и личен развој и у бизнис. Ама гледај, ти дружиш со Нено приватно, Да. а не го гледаш секој ден ако не доеш да вежбаш со бајле, на пример. Да. И се они Ама ние активно у истото друштво. Да. се. Ние Ама дружиме- нема да се види можеби 10 Да, дена. бе. А ако Ние дое дружиме 3 што пати доаѓаме, на Ако вакво, договориме искачанка еднаш у 2 недели, они а вака. знаат Ние дека база е рустикана. Не е проблем искачанката, али проблемот е да не си цело време у тој сетинг. Пошто да ти не е кога дојдеш у тој рустикана сетинг, све, знаеш. не можеш да ги Јасно, Да не се у кафана вам. Муабетите се у кафана се едни, Едни, да. муабетите кога нема вклучено алкохол и забава се малце подруги. И Како не бе, да. Нема музика, се тазе и мотивираш нешто. испотен, си извежбал, си мука ти било. Да. Она тимско ребрање нешто. супер. Shit. А со дебелиот мајндсет ми текна уствари, па со Нено Валји го зборевме за ти и Стево, кој ќе кажеш само да продужиме, ти мислам имаш, кажа. Стефан? Што? Сори. Не е ништо страшно, него сега супер на другиот крај се. не бе иде сега редовно смешно. Има некоја кладба, дали ќе почне, дали нема да почне, ќе продолжи од февруари, нема да продолжи, не се сеќам како беше.
И ја викам зашто не би продолжил? И он вика само да не знам, викам вака и вака супер ти оди као стил месец дена нешто така беше. И да, топ темпо фативме само да продолжам. А зашто не би продолжил? Вика. Па не знам, бе, брат, стално прекинуваме. Столе вика ти Арманд од кога вака вежбате сега, највише резултати имате, уживаш што сте фаќале 100.000 глупости. Така е, бе. Добро, викам, тогаш зашто не продолжите? Па не знам, стално искача нешто. И со Нено тоа е ова тоа. го имам зборено Ке и настинеш он ми и- има кажано тоа е тој дебелиот мајнцет уствари, Така така е. искачи сега ми тек. Викам Нено, зашто не би продолжил? Па не знам бе брат, вика ќе се разболи еден, недела дена и врзо е 3 месеца и после не може да се врати, вика не може да почне. Не може. Да. На мене и тебе тоа ни е тешко. Да, јасно. и јас за тоа мислев со тебе, ама извади сега ми текна со Нено, го имам зборено приватно. И баш се кладе, а они дали ќе продолжат Аха. или Стефан дали ќе продолжи. И Не, па ја некој го паузирав со и месец. некој изгуби кладбата многу јако, зашто Стефан не е застана. Реално. Да, да. Со точак Боја да е, мислам свака дека, част. боја мислам дека се кладеше. Да, еве јавно ќе го пофали. Боја мислам дека Боја Од мислам дека февруари- треба се даде. А не си даде? Си да. Си даде. Дава нашиот. Арманд стварно така некако мене мотивирачки ми дое. Мислам, знаеш, ти неколку пати кажа, клише е ово оно, ама клише не клише, тоа е реалноста. Некои ствари у животот едноставно се такви крај. Хасл, труд, упорност, идеи, не престануваш со учење, така ми изгледаш ко не... Ти нонстоп нешто бараш да се доинформираш. Е, па кога застанеш, ќе застанеш. И ќе идеш назад. Така Нема- што фала ти нема, да. стварно Ептен Фала ви на за покана. споделување. Стварно ми е чести задоволство што бев дел од... Јована видео би им треба да иде. Да, да. иде. Тоа Боја ќе организира. Има? Има таму. Па, Нено ни кидна, беше на... Сега ја мора да дом. Не знам дали јам дојдено. На стриминг ќе ја правиме. Да. И не знам дали знаете, па док серите може да видите официјален спонзор. Thank you Па very тоа е much. дел од комјунитито, што исто овако... да. Значи, треба да си ги... Тука да си биде све. Значи, Дома да си биде, дома. другите што се држат си помагаат. И си идат напред. Кога не се Тоа е држиш... тоа, се подржуваме. Да. Thank you Тоа е very тоа. much. Фал Шенаш. Фала ви на вас, дечки. Чао, чао. Чао, чао. Поздрав.